Сакаме да најавиме, а воедно да ви информираме за двете нови кампањи на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и да презентираме дел од статистичките податоци за безбедноста во сообраќајот во Македонија, со кои располагаме во првото тромесечие од 2016 година, и да направиме една компарација со светската статистика. Кој што кажав, денешната пресконференција ќе биде поделена на 3 дела. Првиот дел е информацијата за последното истражување на Републичкиот совет кој покажува дека свеста на македонците за одговорно учество во сообраќајот за жал се уште на многу ниско ниво. Имено според ова истражување на прашањето колку често ја пречекоруваат максимално дозволената брзина, со никогаш одговориле само 14% од возачите. Често одговориле 20%, секогаш 3%, иако со ретко бројката на возачи е 63%, кои ретко ја пречекоруваат максималната брзина, таа е многу голема и загрижувачка. Во тие ретки случаи на брзо возење се прават грешките кои можеме да ги платиме со живот. Според ова прашање и според ова истражување можеме да заклучиме дека во Македонија 86% од возачите кои прекршуваат правилото за ограничување на брзината. Според некои податоци до кои дојдовме, во Америка 33% од сообраќајните несреќи се причинети со брзо возење. 13.000 животи се губат секоја година поради брзо возење. Меѓу другото затоа што брзото возење е последица на конзумација на алкохол, ако се под дејство на алкохол не користат појас. Понатаму на прашањето дали сте го управувале возилото под дејство на алкохол, 85% од возачите изјавија дека некогаш имаат управувано моторно возило под дејство на алкохол. Значи 85% од возачите на патиштата во Македонија изјавиле дека некогаш го управувале своето моторно возило пијани, со други зборови. Од кои 5% го прават тоа често. Според статистичките податоци, младите луѓе од 20 до 29 години се најчести жртви во сообраќајни несреќи кои што настанале поради управување на возилото под дејство на алкохол. Најзагрижувачки податок во целото истражување е податокот за користење на мобилен телефон за време на управување со моторно возило. Огромни 63% од возачите го потребуваат својот мобилен телефон додека се зад воланот. А еден повик може да те чини многу повеќе. Во споредба со Националниот совет за безбедност на Америка, статистиката за користење мобилен телефон додека возите патува на 1,6 милиони сообраќајни несреќи секоја година. Речи се 330.000 повреди секоја година се предизвикани од пишување SMS додека возите. Една од 4 сообраќајни несреќи во сат е предизвикана поради пишување SMS за време на возењето. Токму поради тоа денес презентираме две кампањи и тоа е всушност вториот дел од денешната пресконференција. Првата кампања е насочена кон едукација на учесниците за штетните последици од користењето мобилни телефони додека управуваат со своето моторно возило. Креативното решение на кампањата има цел да ги прикаже последиците од користењето мобилни уреди при возење, преку посебно креирана понуда која наликува на понуда на мобилен оператор. Тоа е ова. Идејата е да подигнеме свеста кај возачите, односно да им покажеме дека со мало невнимание при праќање порека или остварување повик постои голем ризик од сообраќајна незгода. Целта е да се запознаат возачите со опасностите и можните последици од ова неодговорно однесување, односно користењето на мобилен телефон во сообраќајот. Создадовме и хаштаг, тоа е нов хаштаг кој што денес го промовираме, е наречен одговорни возачи, со цел да ги поттикнеме сите учесници во сообраќајот да сватат дека секој водач е директно одговорен за својата и за безбедноста на учесниците во сообраќајот и се да дадат својот придонес во зачувување на безбедноста на патиштата, како и да се вклучат со нивни пораки на оваа тема на социјалните мрежи. Или како што вели слоганот, самиот слоган, значи, кампањата ја водиме под насловот "На патиштата им се потребни одговорни возачи". Втората кампања е насловена "Животот не дава втора шанса, вози одговорно". Во неа, преку реални примери од сообраќајни несреќи, ја подигнуваме свеста за штетните последици од возењето со зголемена брзина и возењето под дејство на алкохол. Во оваа кампања ќе раскажеме животната приказна на Ана, Игор, Бојан и Ангел. Ана е сирак, Бојан и Ангел загинаа во сообраќајни несреќи, а Игор остана за секојаш инвалид. И сето ова поради несоодветно и неодговорно учество во сообраќајот. Фотографиите и приказните се траурни, но вистинити. Доволно страшни за да предизвикаат внимание да разбудат свеста за поодговорно учество во сообраќајот. Од друга страна, паралелно со оваа кампања, јавни личности во оваа кампања ќе оддаваат својот придонес за одговорно учество во сообраќајот. Двете кампањи, првата и втората, ќе бидат комуницирани преку билборди, реклама на социјалните медиуми, Facebook и Twitter, постери и флаери. Паралелно со кампањите ќе се реализираат низ едукативни настани, предавања, теренски акции и други превентивни акции кои ќе треба да доближат темата до
до сите учесници во сообраќајот. Паралелно со ова, Републичкиот совет ќе продолжи да реализира акцијата која што ја почнавме, тоа е тој караван на едукативни трибини "Животот во твои раце, вози одговорно". Важноста на темите што ги опфаќаат кампањите на вистина големи и поради тоа тие ќе се реализираат во период од 6 месеци. Тоа е за кампањите. На крајот сакам во третиот дел да проговорам за статистичките трендови во Македонија. Според податоците со кои што располага Републичкиот совет за безбедност за сообраќајот на патиштата во моментот во Република Македонија, во овие 2 години се случиле 7500 сообраќајни несреќи со повредени лица. Бројката на сообраќајни незгоди со повредени лица за 2014 година изнесува 3719, а вкупно повредени во сообраќајот на патиштата биле 6056 лица. Додека во 2015 година имаме мал пад на оваа бројка, се случиле 3737 сообраќајни незгоди со повредени лица, а бројот на вкупно повредени лица во 2015 година изнесува 5913 лица и тука имаме мал пад. Во 2014 случени се 115 сообраќајни незгоди со загинати лица, додека во 2015 година бројот на сообраќајни незгоди со загинати лица изнесува 135. Што се однесува на бројот на загинати лица по години, статистиката покажува дека во 2013 година 198 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Во 2014 130, а во 2015 148 лица. Според статистиките, пешаците се уште остануваат најранлива категорија учесници во сообраќајот. Во првите 6 месеци од 2016 година статистиката ќе забележува следниве бројки. Ова се бројки за оваа година, се надевам дека ќе бидат интересни. Во месец јануари бројот на загинати во сообраќајни несреќи е 11 лица, во месец февруари 8 лица, а во месец март оваа бројка е 16 лица. Или вкупно загинати лица во сообраќајни несреќи од почетокот на годината до месец март на патиштата во Република Македонија е 35 лица. Искрено овие бројки се загрижувачки. Според МВР, 769 лица се казнати за возење со неприлагодена брзина во првите 3 месеци од 2016 година. Според ова што ви го презентиравме, за жал, можеме да констатираме дека и понатаму продолжува негативниот тренд на непочитување на сообраќајните правила и прописи. Од скупниот број прекршоци во сообраќајот во 2015 година, МВР на Република Македонија располага со бројка од 97428 прекршоци, а во првото тримесечие на 2016 година истата бројка изнесува 31591 прекршок. Највисока е бројката на употреба и возење на нерегистрирани возила, потоа управување возила без возачка дозвола, пречекорување на дозволената брзина, непрописно паркирање, на крај управување возила под дејство на алкохол. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата како орган кој безрезервно се заложува за безбедноста на сите учесници во сообраќајот, заедно со општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата ќе продолжи со активностите кои се наменети за едукација на младата популација, но и за сите заинтересирани граѓани на кои нивната безбедност и безбедноста на сите учесници во сообраќајот им е приоритет во секојдневното живење. Во оваа прилика на самиот крај сакам да ги повикам сите надлежни институции да се вклучат со поддршка во оваа кампања. Истовремено апелирам до Министерството за внатрешни работи поактивно и безкомпромисно да продолжи да ги санкционира сите прекршители на законот.